председателя, почитувани колеги. Колега, јас ќе реплицирам на она што вие досега го зборувавте на три области, и тоа здравство, образование и животна средина. Спомнавте многу бројки, но најинтересно ми е тоа што колеги од власта воопшто не се задржувате на анализа за буџетскиот дефицит кој во нашава држава изнесува 753 милиони евра. Толку пари ќе ни фалат за да ја завршиме годинава. Да, убаво, кажавте и од позитивните и од негативните страни, нели, на бројките во буџетот. И ајде да започнем со образование. Во делот за образование, ќе набројам само. Не спомнавте дека се крати буџетот на Биро за развој на образованието за 2,8%. Не го спомнавте оној момент кој вашите коалициони партнери и вие како дел од власта имате едно мото, едно општество за сите. Но во буџетот за образование, во делот за помош и инклузија на ромите, значи се крати буџетот. Капиталните расходи исто така се кратат. Инклузивното образование, кое е задолжително, во претходниот буџет се крати и во овој буџет повторно се крати со ребалансот. Во делот за средно образование, исто така се кратат 8%. Реформите во основното образование го ставаат целиот фокус за грижа во образованието, но во Министерството, во власта во која потекнувате и вие кои сте дел, фокусот на средното образование недостасува, фокусот на високото образование недостасува, бидејќи таму многу голем дел од ставките се кратат, и исто така во делот за наука се кратат средствата. Во делот за животната средина, многу убаво вие кажавте согласно европските регулативи. Не прашавте дали ние сме за здрава животна средина и заштита на животната средина. Да, секако дека сме за заштита на животната средина, но дали власта од која вие потекнувате и сте дел од тоа владеачко мнозинство, работат според европските регулативи. И го спомнавте Осломеј. Јас само на тој дел ќе се задржам. Тендерот за изградба на фотоволтаици во река Осломеј е објавен на 26 март 2019 година и требало истиот да заврши на 3 април истата година 2019, за чија промоција на овој тендер имале изјава премиерот Заев и Кочо Ангјушев. За оваа промоција има Европската банка за обнова и развој одобрено кредит од 5,9 милиони на компанијата за производство на електрична енергија во државна сопственост ЕЛЕМ. Јас сега ќе прашам, каде се парите? 5,9 милиони евра одобрени. Изградбата требало да започне во септември 2019 година, а првото производство на струја се очекува на почетокот на следната 2020 година. Колега, веруваме следите. Сега доаѓаме 12.2.2020 година техничкиот премиер Спасовски. Втор филм во јавноста. Премиерот Оливер Спасовски во присуство на министерот за економија Пектеши и генералниот директор на Електрани на Македонија Васко Ковачевски ја најавуваат изградбата на новата соларна централа на просторот на некогашниот рудник за јаглен Осломеј. Инвестицијата ќе биде по принципот на јавно-приватно партнерство во која ЕСМ ќе биде јавниот партнер. Пазете, заемов од Европска банка за обнова и развој во меѓувреме новогодишно испарил. Градбата на електраните ќе биде целосна инвестиција на приватниот партнер, а проценката е дека нивната изградба ќе чини некаде до 80 милиони евра. Изјава на Спасовски на 12.2.2020 година. На 6 јуни 2021 година Центар за комуникации на Социјалдемократски сојуз на Македонија во Осломеј Кичевско ќе се гради 100 мегаватна фотонапонска електрана во вредност од 70 милиони евра. Овие 10 милиони евра во меѓувреме магично исчезнуваат како многу финансии што магично исчезнуваат во јавноста. И сега, јас само накратко ќе ви кажам последиците кои ќе ги имаат
Тецо Сломеј. Отпуштање една од нив, само ќе спомнам, како вишок на отпуштање на 800 работници со сите последици од социјален аспект. Филмот не завршува, колега, таму. Филмот продолжува, бидејќи единствено во јавноста што слушаме се сценарија за работење на нешто, сценарио за ова, сценарио за нешто друго, како што беше сценаријата, како што беа поврзани со датумот кој го добивавме, но исто така еве и со овој дел што го спомнувате за заштита на животна средина. Вака ќе ја заштитуваме животната средина? Со вакви принципи? Или да не навлегувам во делот на криминалното работење. Се поврзуваме и спомнуваме делови како да бараме отчет од јавноста, нели, и се правдаме во јавноста со моментот дека имаме развршници на одредени криминали во вашето работење. Немаме развршници, луѓето си се по дома, што денес ги спомнувавме овде. Да, но не дадовте развршница за рекет 1, рекет 2, не дадовте за развршница за Ден Дончев каде е, не дадовте развршница за криминалното работење на Флајкен и така натаму и така натаму. Во делот за здравство, колеги, ни еден од вас овде не ми одговори. Колега, ќе ве замолам, ако вие знаете информација, ве молам, многу ме интересира. Колку вакцини плативме ние како држава? Бидејќи се што добивме како донација. Масовна имунизација со донација. Насловите во јавноста се такви. Масовна имунизација со донација. Ништо повеќе. Ке скратам, како што кажав, во интерес на времето, мене навистина многу ми е жал, бидејќи зборуваме за буџет, вие пробувате да браните нешто што реално многу е тешко да се одбрани, нешто кое има огромна дупка, а тоа е 753 милиони евра. Ке се заемуваме повторно? А каде се парите од претходните заеми кои ги земавме? Ви благодарам. Контрареплика, пратеникот Реджепи.